На Велики четврток утрово во црквите се служеше литургија на Свети Василий Велики, а по богослужбата се изврши чинот елеосвештение или маслосвет, а доцна попладнево во 18 часот се читаа 12 евангелија и се изнесува распетието Христово. Денес Светата православна црква го празнува големиот четврток или Велики четврток, ден во страстната седмица кога се спомнуваме за повеќе настани. Си спомнуваме за настајно на тајната вечера, значи кога Господ Исус Христос ја одржал тајната вечера со своите апостоли и ја благословил светата причесна, велејќи им на апостолите: примете, јадете, ова е моето тело и пите од неа сите, ова е мојата крв. Потоа во овој ден си споменуваме и за паѓањето на Господ Исус Христос во градината Гетсиманија, кога првосвештениците на Кајафа и војниците дошле да го фатат и да го заробат Господарот на славата, за да му судат. Утре на Велики петок по целодневната богослужба, доцна попладнето ќе се изврши опелото на Господ Исус Христос. На Велика сабота утрото со почеток во 7 часот во храмовите во Гостиварско ќе се отслужи литургија на Свети Василий Велики, а 1 час пред полноќ почнува трикратниот опход околу соборниот храм Света Богородица. Точно на полноќ во соборниот храм се објавува Христовото воскресение, а потоа следува огномет и литургија на Свети Јован Златоуст. Воскресенскиот торжествен поздрав, тој преславен восклик на победата и триумф кој ни носи живот вечен, одекнува низ целата вселина повеќе од 2000 години. Тој триумф на светлината над темнината, на доброто над злото, на вистината над лагата, пак ни ги зацврстува верата, надежта и љубовта во воскреснатиот Спасител. Токму таа убеденост во победата на правдата над неправдата во нашиот народ останала единствен извор на надеж и утеха во сите голготи и страдања и сега ќе ни помогне да истраеме во одбраната на вистината за Македонија и се што е наше македонско. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, денес на Велики четврток се служеше литургија на Свети Василий Велики, пошто беше извршен чинот на маслосвет. Во попладневните часови во сите цркви во градот се читаа 12 евангелија и се изнесуваше распетието Христово. На денешниот ден Господ Исус Христос на тајната вечера ја востановил светата тајна причест, земајќи ги за основа левот и црното вино кои се претвораат во Христовото тело и крв. Денеска е Велики четврток, каде Господ Исус Христос на своите апостоли пред вечерата им ги измил нозете, што значи кој сака да служи на неговата црква, мора да биде слуга на сите. Вечерта Спасителот со своите ученици на тајната вечера ја установил светата тајна причесна. Кога јаделе, Господ зел леп, го благословил, го прекршил и го дал на учениците, им рекол: примете, јадете, ова е моето тело. Потоа ја зел чашата, заблагодарил, им дал да се напијат од неја и рекол: пите од неја сите, зашто е мојата крв нов завет која се пролива за вас и за мнозина за опростување на гревовите. На овој ден, на светата тајна вечера, Јуда, еден од 12 ученици за 30 сребреници, го предава учето Господа Исуса Христа. Вапцувањето на црвени јајца започнува денес на Велики четврток рано наутро пред изгревот на сонцето. Традицијата ја негуваат и тетовските домаќинки кои денес поранија за да ги вапцаат првите 3 јајца. Црвената боја има символика на победа на животот на смртта, воедно ја символизира и Христовата крв која Исус ја пролеал на крстот за спасение на сите луѓе на земјава. Инаку во нашиот народ има многу обичаи поврзани со Великден и деновите што му претходат. Денеска рано наутро пред изгрев сонце се бацуваат црвените јајца, 1 или 3. Домаќинката го зема јајцето и на децата уште во постелата ги поминува по лицето, велејќи неколку зборови за да тие бидат здрави, живи, што значи децата да се црвени во образите како јајцето и здрави во текот на целата година. Тоа јајце се чува преку целата година за да ја чува куќата од одни лоши сили, односно представува незин чувар, потоа се обцуваат и останатите вреденски јајца. Господе Христе, Сине Боже, смило се нас ја секојаш и во вечни векови. Амин. Утре е Велики петок, најтажниот ден за христијаните, денот на распнувањето на Исус Христос на крстот, на денот кога е донесена пресудата Спасителот да биде распнат меѓу разбойниците. Во црквите се читаат царските часови и се изнесува плаштаницата. Попладнето во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, надлежниот епархиски архиереј ќе го отслужи опелото на Господ Исус Христос, на кој ќе земе учество и тетовскиот женски хор Менада под диригентство на маестро Ивица Зорич.
Наредниот ден на Велика сабота, ден кога Спасителот лежал во гробот, во храмовите ќе се отслужи литургија на Свети Васили Велики и точно на полноќ со биењето на камбаните и трикратен опход околу црквите ќе се објави Христовото воскресение. Во соборниот храм во Тетово воскресението на Спасителот ќе го објави митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил, кој ќе чиноначалствува и со литургијата на Свети Јован Златоуст.